Подлапен. Каде мамо? Спремни? Дали сме подготвени? Граначално повелете. Добар ден, почитувани присутни, медиуми и секако јавност. За нас како град ова е историски момент, почеток на катната гаража и би рекол заокружување на она кое што како локална самоуправа јас како градоначалник настапувајќи и првиот мандат кој го добив и вториот и нафаќајќи се за реализација на проекти кои што без исклучок на секое јавно испитување на мислењето на граѓаните беа топ приоритет. Со ова го завршуваме, вклучувајќи го почетокот на наградбата на прочистелната станица Трпејца, што е спортската сала во Лесковец. Секако тука можеме да ставиме основното училиште, реконструкција на плоштадите и завршуваме или финишираме со она кое што било насочна потреба на граѓаните буквално 40 години наназад, а тоа е катната гаража. Проект кој што е дел од за кој што се боревме, би рекол, преку 3,5-4 години документационо да завршиме работа со 300 проблеми. Знаете, имавме изјави на некои дамнешни, односно поранешни министри за култура дека катна гаража не било јавен интерес, меѓутоа имаме влада која што е силно посветена на потребите на граѓаните и документацијата буквално ја завршиме во едно кратко време и дојде време заедно со оние проекти кои што ги аплициравме во општина Охрид вкупно на двата повици 24 проекти да биде дел од финансирањето на парите од кредитот кој што владата го обезбеди за инфраструктурен развој на општините. Така да голем дел за ден за нашата општина покрај овој проект ќе посетиме и завршувањето на проектот на новата пумпна станица, модерната пумпна станица од која што Охрид воглавно се снабдува или преку 80% од водата за пиење се снабдува буквално од пумпната станица Метропол. Модерно снабдување на кое што во моментов се поставуваат и филтри, нормално нови филтри кои што ќе бидат приклучени на самата пумпна станица и во суштина ќе имаме отприлика нешто повеќе од 20% заштеда на енергија, на електрична енергија. Со тоа оваа година имаме уште една постапка за уште 4 пумпни помали станици, каде што се очекува вкупната заштеда на електрична енергија од она што ќе го добијаме во зависност од самата берза да биде помеѓу 25 и 30%. Така да посветено работиме. Охрид е буквално во моментов градилиште, се спроведуваат проекти, се реализираат проекти кои што во комбинираното финансирање помеѓу влада и помеѓу локална самоуправа станува збор за прилика 15 милиони евра, што е историски, би рекол, најголемо, меѓутоа позитивното работење на општината Охрид во финансиска смисла секако дека нас ни дозволува да реализираме и крупни проекти. Ние сами го финансираме реконструкцијата на плоштадот Чинар, уште една локација преку која поминавме пешки со премиерот додека доаѓавме ваму еден увид во работата. Голем проект и исто потребен за кој што две суштински работи се таму. Едното е враќањето на духот на стариот дел на градот секако, а второто е нормално движење на граѓаните и добивање на уште едно модерно катче каде што ќе можат да поминуваат дел од своето време кога туристите доаѓаат. Така да би рекол дека овој период кој што е во тек и во кој што се реализираат огромен број на проекти со несмален интензитет и во наредните особено 2 години, односно 3 ќе продолжиме и сметам дека Охрид суштински го промениме после 8 години од моето доаѓање, од сега перспективно за 3 години. Благодарам. Околу 200 би можеле да го отвориме, меѓутоа имаме доста настани на кои што се гледаме како новинари и локална самоуправа и ќе ве известам за напредокот на тој проект. Благодарам. Министер? Добар ден на сите, благодарам за присуството. Наистина ми е драго што ќе опочнеме овој проект. Ова беше проект кој што претходната влада велеше дека не може да се реализира. Драго ми е што заедно со градоначалникот и заедно со премиерот успеавме да дојдеме во ситуација да денеска почне да се реализира овој проект. Законските измени кои што ги направивме на почетокот на мандатот на оваа влада, во дело гледаме како се реализираат. Имено само што беше избрана оваа влада, ја олеснивме постапката за изградба на училишта, болници, градинки, амбуланти и катни гаражи и веќе тука го имаме првиот ефект. Исто така морам да кажам дека беше предизвикувачки од аспект што требаше да се вклопат 3 различни заштити тука. Едната е секако генералната заштита на УНЕСКО,
Втората е заштитата на културното наследство и третата е архитектонската заштита. Сите три се направија со поддршка на општината, со поддршка на Завод и музеј Охрид, Министерство за култура и сите надлежни институции и финално во можност беше Министерството за транспорт да ја издаде градежната дозвола, имајќи предвид дека се работи за објект кој што е во директна надлежност на државата. Финансирањето, како што кажа градоначалникот, е обезбедено преку средствата во буџетот и сум убеден дека со работата која што ја прави градоначалникот веќе следната летна сезона тука ќе може да се паркираат и гостите, а секако и жителите на Охрид, како би се отворил еден поголем простор и би можела да заживее уште повеќе чаршијата, што секако ќе значи економски бенефит за сите кои што живеат во градот. Ќе продолжиме да ја поддржуваме општината. Имаме и други бројни проекти кои што се одвиваат во овој момент и заеднички со градоначалникот и со неговиот тим ќе продолжиме да работиме. Благодарам многу на сите. Да. Кратко, кога дефинирано ли кога точно доаѓа УНЕСКО бидејќи нели имаше два термини предложија, сега ги усогласуваме. Едниот е последните денови на мај, 29 до 31 мај, вториот е 12 до 14 јуни. Зависно од финално е нивната возможност ќе биде еден од овие два термини. Се оди по трасава да се гради Требениште Ќафосен. Да. Ние, како што видовте, од вчера во сообраќај ја ставивме клучката во кај Требеништа. Тоа е клучка од која што треба да почнува новиот автопат од Требеништа до Ќафосен и тоа е најдобар доказ дека оваа влада е посветена да го изгради и тој автопат, во спротивно не би ја граделе таа клучка и не би ги трошиле парите таму. Но сега веќе одлуката не е во наши раце. Инаку перспективно мислам дека таа одлука е добра, затоа што треба да оставиме простори за идните генерации, за оние кои што ќе дојдат после нас. Од тука е проектиран и автопат за Битола, кој што не е реално да го изгради оваа влада во овој мандат, но можеби некоја идна влада ќе се реши да гради и автопат кој што би одел од Требеништа преку едно тунелско поврзување Косел, Ресен и Битола, така што за идните генерации оставаме подготвена документација, но и подготвен терен. Треба буквално само се направи спојка тука и во иднина некои други генерации да го изградат и тој автопат. А ќе ојте ли со УНЕСКО на траса каде што се разбира. Добро. Добар ден и од мене. Јас не би имал што да додадам повеќе од тоа што кажа и градоначалникот и подпредседателот на влада и министер за транспорт. Би сакал да само споменам дека дел од приоритетите кои што ги имаше општината и дел од проектите кои што ги предложија и пратениците, многу е важно кога патувате на кај Охрид и кога ќе можете да го видите прогресот на автопат кој што е пуштен во сообраќај и кој што очекуваме согласно претходните најави да биде целосно пуштен од Кичево до Охрид, еве најдоцна, да речеме, првиот квартал од 2027 година. Знаете со какви предизвици се соочувавме. Беше откажан кредитот од страна на кинеската Ексим банка, па со домашните комерцијални банки направивме синдикат и проектот ќе биде реализиран целосно до крај. Следен проект кој што мислам дека треба многу внимателно да му се посвети внимание овде во Охрид е Плавошник. Конечно да го завршиме тој проект. Почнат од пред многу време. За жал не бил во приоритетите на многу влади претходно. Оваа година, имајќи предвид можностите на буџетот, одвоивме скромна сума на средства, но важно е да се доподготви проектната документација и следната година многу посилно да се излезе на терен. И мислам дека со проектите кои што сега се реализираат и оние проекти за кои што претходно зборува и градоначалникот и подпредседателот на влада, ќе дојдеме до една, би рекол, физиономија која што ја заслужува Охрид и Охридското крајбрежје. Јас би сакал да во оваа прилика се заблагодарам и да честитам и на градоначалникот, на администрацијата, на советниците кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на пратениците кои што доаѓаат од Охрид
на потпредседателот на влада и министер за транспорт, на сите колеги од владата кои што здружено работиме за да Охридското крајбрежје, сите општини буквално добијат поинаков лик, поинаква физиономија. Тука се разбира составен дел е и новиот автопат кој што со несмалена динамика се гради и покрај сите предизвици кои што како влада ги имаме. Така што остануваме на оние претходни датуми, остануваме на оние претходни прогнози за завршување на сите овие проекти и до дефинирање на другите приоритети и проекти кои што во периодот што следи ќе бидат реализирани. Еве јас тука би завршил, ако имате прашања, ви стоиме на располагање. Како се одвива спроведувањето на реформската агенда, деновиве имаше обвинување од страна на опозицијата за нејзино неспроведување? Да, јас би замолил и граѓаните би ги замолил сите оние пораки кои што доаѓаат од страна на опозицијата со резерва да ги прифаќаат, бидејќи целта на оваа опозиција не е да испрати точна порака или да биде конструктивна и да испрати решение, туку целта е да со лаги, со шпекулации привлече внимание, бидејќи тие не се борат на следните избори да победат, туку се борат да ова раководство остане се уште раководство во опозицијата. Во смисол на ова што го зборувам, а и во таа насока е и таа шпекулација поврзана со застој во реализирање на реформската агенда. Вчера имавме состанок, долг состанок со ресорните министри во владата, кои што треба до крајот на јуни да ги доиспорачаат веќе започнатите чекори. Можам да кажам дека сите оние 10 кои што се заостанати со исклучок на 2 нема да бидат испорачани. Првиот е оној дел во кој што се бара од државата да не обезбедува 100% електрична енергија за домакинствата и сите оние корисници на електрична енергија од снабдувачот. Бидејќи цениме дека тоа што го прифатила претходната влада, ако ние го продолжиме и го прифатиме, тогаш сметките за електрична енергија на домакинствата ќе бидат за 25 до 30 па и повеќе проценти поскапи. И тука свесно нема да одиме во реализација на тој чекор, бидејќи сакаме да го заштитиме стандардот на граѓаните. И вториот чекор е изборниот законник. Знаете дека тој се носи со консензус. СДСМ ја напушти работата на групата која што работи на изборниот законник и се додека е таа одлуката, ние изборниот законник не можеме да го донесеме, бидејќи тој е еден од оние закони кои што практично се во групата во која што е потребен консензус во рамките на собранието. Се останато ќе биде завршено и се останато ќе биде уште еден демант на лагите кои што ги испраќа СДСМ на оние дневни пресконференции. Така што апсолутно не само што нема застој, туку има напредок со кој што од последно место Македонија сега е рамо до рамо со така наречените фронтранери во групата. Ве прашни премиере што подразбира договорот со ОКТА за бензините и уште едно, денес е 1 мај, како помага владата на економијата и работниците? Да, после напорни и тешки преговори со ОКТА успеавме да го продолжиме оној попуст кој што претходно веќе беше договорен до 18 мај, а тоа е дополнителни 2 денара по литар за бензините и 3 денара за литар гориво за дизелот. И тоа ќе трае до 18 мај. До тогаш имаме договор, за потоа ќе видиме, се надеваме дека ќе заврши кризата и дека ќе можеме да влеземе во една нормална состојба. Но да почекаме, важно е дека попустите продолжуваат за сите оние компании кои што практично добиваат од ОКТА бензин и дизел. Она што мене ме изненади, а го проверуваме дали е точно, е фактот дека некои од компаниите кои што го користат овој попуст прават реекспорт на бензините и дизелот во соседните држави. Јас апелирам, ако е тоа точно, а проверуваме дали е точно,
дека нема потреба тоа да го прават, бидејќи ние не ги затворивме границите за граѓаните од нашите соседи. Тие и сега слободно ги точат гориво на бензинските пумпи во Македонија, така што нема потреба од ваков тип на шпекулативно однесување, доколку е точно, а ние проверуваме дали е тоа точно. Бидејќи таа информација ја добивме. Има држави кои што забранија реекспорт, износ на нафта и нафтени деривати. Ние тоа не го направивме како држава, така што оние гледки кои што во минатото беа кога македонските граѓани одеа во соседството да се вакцинираат кога беше ковид кризата, сега имаме спротивна гледка, гледаме редици како од соседните држави доаѓаат кај нас за да ги наполнат своите резервари со бензини и со дизел, така што нема потреба од ваков тип на шпекулативно однесување. Што се однесува до она што го направи владата, владата субвенционираше, ќе ве потсетам некако како тоа да се заборави, околу 250 милиони евра заем во услови на најголемата криза за стопанството, за да можат работниците да ги сочуваат своите работни места. Во екот на најголемата криза. И кога на тие 250 милиони евра ќе се додадат уште толку од комерцијалните банки, се доведовме во состојба да сме држава со најниска каматна стапка, која што стопанството ја користи во заемите и во развивањето на своите бизниси, а при тоа и зголемувањето на бројот на работни места, што впрочем го потврдува и Државниот завод за статистика, кој што недвосмислено кажа дека во последните година дена бројот на вработени е зголемен за повеќе од 15.000, а бројот на невработени е намален за повеќе од 10.000. Така што ние ќе продолжиме како влада да градиме и добри односи, партнерски односи со оние институции кои што практично се наши колеги. Тука се колективните договори во здравството, колективните договори во образованието, колективните договори во администрацијата, во МВР, во одбрана и така натаму, така што ние со 95 би рекол можеби и некој процент повеќе од нашите колеги ги имаме регулирано односите до крајот на мандатот на оваа влада, а тоа е 2028 година. И ние ќе продолжиме во таа насока да се движиме и така да се однесуваме. Како и коментирате денешните протести на дел од синдикатите за прави мајки? Па дел од тие синдикати кои што денеска ќе ги видите на протести беа со мене на пресконференции кога заеднички постигнувавме договори за поголеми права за вработените и повисоки плати. Така што еве јас ова денеска нивно протестирање го класифицирам во групата на традиционални првомајски протести, кои што впрочем и синдикатите треба да ги прават. Правото на секој граѓанин е да протестира и да се бори за повисоки права, поголеми права. Ние сме демократска држава, ова е демократска влада, така што ние тоа право го почитуваме. Само што прашање дали сме склони за намалување на додавата за нафтените деривати, бидејќи гледаме дека цените на горивата на светските берзи повторно одат нагоре. Според податоците на Меѓународниот монетарен фонд, не според податоците на владата, Македонија е трета земја во Европа според имплементацијата на мерки со кои што се штити стандардот на граѓаните. Имаме убедливо најниски горива кои што се за дури 50%, од 30 до 50% поевтини од горивата во соседството. Во овој момент остануваме на мерката намалено ДДВ за бензините, 95 и 98 октански на 10%. Остануваме на мерката намалени акцизи. Просекот кој што е на плац ФОП Италија за бензините ќе значи намалени акцизи за 2 денари литар, а за дизелот ќе значи 4 денари за литар. Она што се просек од втората половина на април месец, така ќе биде следниве 2 недели. А што се однесува до ДДВ-то кај дизел горивото, тоа ќе остане на 18%. И со тоа нашето дизел гориво е од 30 до 50 евроценти по литар поевтино од дизел горивата во соседството денес. А очекувам од понеделник да биде и повеќе поевтино, имајќи предвид дека најголемиот дел од земјите од соседството
Србија денеска ќе ги определи новите цени, а останатите држави од понеделник и вторник, како и ние. Благодарам. Благодарим и на вас. Благодарам.